Се надевам уживавте во славењето на ЗОЦ и се надевам дека се приклучивте во истото. Поентата или целта на тие што слават и тие што обожаваат, или уште подобро да кажам, тие што го имаат помазанието за тоа или што го прават во моментот за тоа, не е да они сами пред Господ го прават тоа, него секогаш поентата е да го воведат Божиот народ да го прави истото заедно со нив. И верувам дека тоа е ако можам да кажам, најсвета, најубава работа да на сите неволи, на сите околности ние застанеме, земеме ваздух и го обожаваме нашиот Исус, нашиот Бог. И нема подобро место од тоа да си пред Неговиот престол и заедно да го славиме. И како тоа заедно кога не сме заедно, како тоа заедно кога не можеме да собираме, како тоа заедно кога едноставно не се гледаме. На едноставен начин, заедно во духот. Убавината во духот е тоа што не сме ограничени, убавината во духот е тоа што не мора секогаш да бидеме физички присутни, за да можеме да бидеме духовни присутни. И затоа ние сме поприсутни од било кој на оваа земја, тука, но поприсутни од било кој и горе на небото пред престолот на благодата. Така да добре дојдовте уште еднаш на неделната доза на проповед, но целокупно богослужба, доза на убави зборови каде што ќе се охрабриме од Божјото Слово, ќе се охрабриме лично од моето искуство, но верувам дека тоа искуство, тоа Божјо Слово има многу поголемо значење, тоа да е допре суштината не само на животите на оние што прават нешто во црквата, не само на животите на оние што може би за некого изгледаат подуховни, но за животите на сите. Така да на добро место сте, јас верувам дека полека ќе се уклучувате, верувам дека времето е убаво да го искористите до максимум, но убавината на оваа технологија, тоа што после ова видео е достапно за секој еден и верувам дека се навраќате, ги слушате. Сите овие видеа одат после тоа на Facebook, на YouTube каналот на Христијански центар, на Подоматик каналот во аудио верзија на Христијански центар, така да навраќајте се, со една цел навраќајте се да не само да слушнете нешто ново или нешто што можеби веќе го знаете, него да бидете охрабрени и да можете да бидете охрабрувачи за другите. Така да не можеме да охрабруваме ако не се охрабруваме ние самите. И сето ова што го правиме, сето ова што планираме во иднина да го правиме, нели со сите тие служби е баш со таа цел. Да излеземе охрабрени, утешени, да излеземе насмеани, да излеземе победници во овој период и во периодите што ни предстоат. Денес ќе имаме една прекрасна, можам да кажам, проповед. Ќе видиме колку можеме во сите тие 30 на минути да ја доловиме целосно, но затоа е вечноста пред нас и ова е поука можеби секој еден што мисли дека нема време или губи време, едноставно да застане и да го фати моментот дека сепак времето е нешто за тука, ние сме во вечноста и на таков начин ќе може да дојде до момент и самото време да се организира подобро. Кога знаете дека вашиот Бог не се брза, тогаш ќе имате откровение дека и вие нема потреба да се брзате, но тоа што треба да направиме е да го искористиме тука, нашето време на земјата, онака како што Бог налага. Знаете, кога кажувам како што Бог налага или како што Бог сака, ако можам да кажам, не го кажувам тоа во некој контекст дека постојано треба да внимаваме или да се испитуваме дали сме во Божите патишта, дали не сме во Божите патишта, зашто има разлика во изјавите за патеки и за патишта во Стариот Завет и во Новиот Завет, така да ние сме во Божиот пат, кој е Христос. Он кажа дека јас сум Божиот, јас сум патот, вистината и животот. Така да ние сме
оние што сме во Христос, ние сме во патот, сме во вистината и сме во животот. Тоа што треба да препознаеме е да препознаеме кои патишта ние лично треба да ги одиме. Како ќе пренесуваме вистината и каков живот ние ќе живееме. Така да, ја ви убедувам дека имате големо време да размислувате за сите овие нешта. Сега не Петропа, тука сме, да размислувате за овие нешта и да едноставно ги ставите пред вашиот татко, пред вашето лице, пред неговото лице и да дозволите да делуваат во вашиот живот. Она што денеска сакам да зборувам, сум го зборувал неколку пати во еден друг контекст, а тоа е како Исус ја помина пустината после крштевањето, кога беше нели сите тие 40 дена, и што тоа значи конкретно за нас. Но нема да почнам со тие стихови, ќе почнам со едни, можам да кажам, прекрасни стихови за поука од повторени закони. Мислам дека 7 глава 17 стих, за тие што испитувате па натаму, за тие што запишувате, слободно правете го тоа, запишувајте го, овие стихови се прекрасни стихови, ќе ве воведат во убава авантура. И повторени закони или второзаконие, зависи од кој превод на Библија читате, али поентата е иста, вика: може би ќе речеш во своето срце, тие народи се побројни од мене, како ќе ги изгонам тогаш? Ова го кажува Господ. И може би многу пати во нашиот живот сме рекле: тие проблеми се толку големи, тие проблеми се толку се на број, толку се на множија. И кога ова го ставаме пред нас, ние го ограничуваме Бог да делува. Така да не им даваме сила во нашиот збор, зашто нашиот збор има најголема сила. Да не им даваме сила во нашите делувања на проблемите, да не им даваме на предизвиците, зашто така го ограничуваме Бог да делува. И ќе видиме како тоа постапи Исус поразлично од евреите во пустината. И на што Исус даде сила, и што тоа и на каков начин донесе тоа промена, а на што им даваа сила евреите во пустината и што тоа донесе во нивниот живот. И одеме ќе читаме од Новиот Завет, од Матеј, 4 глава, кога после крштевањето на Исус се случи нешто интересно. Исус излезе од реката и тргна кон пустината, кон дивите предели, кон карпестите предели. Замислете, од Јордан, од место на одмор, од место на процуд, зашто кај што има реки има процуд, од нешто што се случи толку славно, а тоа беше објавата дека еве го јагнето Божјо, како што изјави самиот Јован. Еве го јагнето Божјо. Сега Исус наместо после таков чин, јас знам, познавајќи се ние после добро завршена работа, што правиме? Одиме се почастуваме, одиме некоја скара ќе направиме. Едноставно, кога човек ќе направи добра работа, кој ќе ја заврши таа работа по добар пат, се опушта и тогаш прави работи што му биле пожелба лично на самиот човек. И така да, но овде Исус прави нешто друго. После таа објава, објавата беше силна, и многу пати ќе слушнеме дека кога гласот се јави од небото, кога Исус беше крштен, кога гласот се јави од небото, го слушнале сите. Иако таму имаше нема проблем. Од комшиите, така да нема да замерите. Таа е таа динамика која се оди во живо и затоа нема никаков проблем од сето тоа.
кога беше таа објава од небото и кога Светиот Дух во вид на гулаб, значи физички се спушти врз Исус, многумина кажуваат дека тој глас го слушнаа сите. Но јас одев од Евангелие во Евангелие да ги прочитам дали негде е запишано тоа. И верувајте дека не е запишано дека гласот го слушнаа сите. Знаете, Исус самиот по себе беше помпезен, но он понекогаш избегаваше на помпезен начин да ги прави работите. Зошто? Со една цел. Онако го читате, ќе видите дека целото насочување на луѓето беше кон таткото. Вика, јас сум тука да го прославам таткото. И овде има повеќе аспекти, значи не само што не сакаше во моментот да биде помпезно сето тоа, каде што Јован едноставно се натегнуваа дури кој кого да крштева, каде што Јован збунет од тоа дека го виде јагнето Божјо, дека се случува нешто што 400 години евреите го очекуваа. Јован не намерно се одвои во пустината, за да може да се посвети на Бог, за да знае дека кога ќе дојде моментот да го препознае кој е Божјото јагне. И измислете да таа слика кога секој еден му иде на Јован да се крштева, он цело време бил на штрек, као што ние кажуваме, и едноставно испитувал, гледајќи го во очите човек, гледајќи дали е овој. И долго време го правеше тоа, и каде 400 години чека, уште го нема јагнето Божјо. Уште го нема оној за кој кажуваше Малахија точно пред 400 години. Исаија пред 700. Го нема оној за кој Давид пророкуваше во псалмите, дека ќе дојде и дека ќе го ослободи не само Израелот, светот, и не само од царевите кои беа лоши, кои беа цареви што само себе си угодува, а не на народот, него дека ќе го ослободи од гревот. И така да, еве го Исус влегува во водите, му кажува, Јован го препознава едноставно, и се отвара небото и слуша глас. Слуша Јован. Исус и Јован слушаат глас за да се исполни пророштвото на Малахија, за да се исполни пророштвото на Давид. Ти си мојот возљубен син. Буквалниот превод тука после тоа е кој си по мојата милина, кој си ми мил мене. Тоа Давид го пророкуваше. Еве го Божиот син кој е по милоста, милината на самиот Бог. И ако знаеме дека Исус е нашиот првосвештеник, првиот од браќата, тогаш немаме право ние да се нарекуваме поинаку освен милина на нашиот Бог. Јован запрепастен од тоа, зашто, знаете, не било лесно на Јован. И многу пати кај нас се случува тоа. Ќе пророкуваме за човек толку силни пророштва, ќе очекуваме, ќе го кажуваме тоа и по народот, но кога ќе треба лично да му го признаеме, истото, ние се малку се стаписуваме, ние се повлекуваме, зашто е најтешко да дадеш лично охрабрување за човек или да дадеш лична пофалба за некого. И еве го Јован што сега се соочи со вистината. Тоа што го пророкуваше дојде. Јован зборуваше, се наближи Божјото царство. Еве го сега дојде и е пред него и треба да го крштева. Но Јован изреагирува како што секој би зареагирал кој ќе дојде во средба со Бог. Едноставно се понизи и кажа, ма кој сум јас да ве крштевам тебе, ти треба да ме крштеваш мене. И тука дури има мало натегање. Не Исус. Исус му вика, не, ти треба. Јована, како јас нема шанси, не сум достоен ни да ти ги врзам, да ти ги одврзам обувките и да ти ги собојам. Исус му вика, дозволи
да се исполни пророкуваното. Дозволи да почне мојата служба како што ќе трае и како што ќе заврши. Во понизност на Божиот збор. Во понизност на тоа што е запишано. Вау! Какво почнување на служба? Секој голем цар, право тука самите гледаме дека пророштвото Давид што го кажува во псалмите, укажува дека царот Израелов ќе дојде и е по милина на самиот Бог. И тука се најавува дека еве го иде сега Божиот цар и Божиото царство се манифестира. И ако секој цар почнал да владее арогантно и со тиранија, еве го Исус го дава спротивниот пример. Вика, остави, дозволи да се случи запишаното. Знаете, ако една работа и влезете со компромис, таа работа ќе ја завршите со компромис. И тоа компромисот може да биде многу поголем само. Исус не прави тука компромис. Иако знае кој е. Иако знае дека он бил милина на Бог цело време, поради неговиот начин на живот. Но вика дозволи да биде исполнето пророкуваното. Како ќе започнеш, така ќе трае, така и ќе заврши. И ја верувам дека ова поука за сите нас. Да влеземе во работите ревносно, понизно и послушно. И да ги тераме ревносно, понизно и послушно. За да ги завршиме ревносно, понизно и послушно. Ќе видиме дека низ целиот тој пат има искушувања, има проблеми. Самиот Исус бил искушуван и со многу проблеми. Но никогаш не дозволи. Зошто? Зашто влезе ревносно, понизно и послушно. И тоа го направи во продолжение. И така да од тука, ова е мојот мил син, кој е по мојата волја. Исус со овие зборови, како да Господ знаеше дека следно што го чека, он мора да појде со силен поим за тоа кој е во Господ. Силно да го почувствува на неговата кожа авторитетот и идентитетот и интегритетот дека он е Божи син по негова милина. Зашто оди на едно место каде што не е толку убаво како Јордан, не е толку убаво, нема луѓе околу него, наједнаш останува сам во нешто што нарекува пустина, и самиот збор пустина наш кажува дека како што е пустина се е пусто. Но интересно е што кога пишува тука, вика духот, истиот дух што сега му се откри, што сега му дојде, го оннесе во пустината. И ова укажува на тоа дека Исус никогаш, ама никогаш, и не само Исус, дека и ние никогаш, ама никогаш не сме напуштени од Светиот Дух и оставени во пусти периоди сами да снојаме. Така да ве замолувам, едноставно, секогаш кога ќе ги согледувате вашите моменти, колку и да се лесни или тешки, да знаете дека не сте сами. Тоа го зборев минатиот пат кога зборев за земјишто. Ја ќе читаме, тогаш Духот го одведе Исуса во пустината за да биде искушуван од ѓаволот. И откако постоеше 40 дни и 40 ноќи, најпосле огладне. Исус постел, но силен во духот. И затоа тука е запишано, но најпосле огладне. Не беше цело време гладен и жеден, него најпосле се случи тоа. Тогаш искушувачот му пристапи и рече. Што му рече? Она што пред 40 дена му го кажа самиот Бог. Ако си Божи син, а имаше објава дека он е Божи син. Видите, лукавиот ги знае овие нешта. Вика, заповеда им на овие камења да станат леп.
заповеда им на овие камења да станат леп. А запишано дека ако Господ сака и од овие камења ќе направи потомци на Авраам. А сега многу полесна задача. Заповеда им на овие камења да станат леп. Зар Исус требаше да му каже некој дека може тоа да го направи? Или дали е поентата дека треба тоа да го направи? Се двете нешта со кои ние се соочуваме. Дали можеме нешто да направиме и дали во моментот треба истото тоа да го направиме. Исус запишал тука една убава реченица дека царството не се состои од тоа да се изведе ефтин трик за да се задоволи гладта. Не мора да е глад од за јадење, може да е глад за многу други нешта. Но дали ние сме повикани тоа да го правиме со ефтин трик за да здобиеме некои нешта? Како што сега лукавиот му го нуди на Исус. Божи син си, се ти е дозволено, се можеш. Можеш да им кажеш на камењата и тоа е тоа. Ја верувам дека во овој момент Исус, иако огладнат, можеме да кажеме после 40 дена и преглладнат, светската статистика и кажува за еден случај каде што максимум до 46 дена се издржува без јадење, без вода многу помалку. Значи Исус бил на работ на неговите физички способности да издржи. Но Исус верувам дека не грубо во овој момент го цитира Божјото Слово. Знаете, го научил пред тоа, па сега знае како да се протистави на овие напади. Он едноставно е во фаза на размислување. Дали се состои живот во тоа? Да го наполни стомакот и толку? За многумина од нас животот е толку. Наполни стомакот, имаш што да каснеш, да се напиеш, да облечеш, па што ќе даде, Господ ќе даде. Ние живееме во такви традиционални размислувања на тоа толку е доволно. По Бога камења не сме фрлале, од други повеќе не сме грешеле, јади, пи, весели се, тоа е животот. И толку е животот. Не верувам дека тоа е беше животот. И дека толку е само животот. И така да Исус сигурно се запрашал дали татко ми мислеше на волку. Дали татко мене ми се објави за волку. Дали татко ме прати само за волку да се јас да се наранам, да ги наранам и сите околу и тоа да биде доволно. Дали тоа ќе исполни целта? Што мислите вие? Дали ако сите гладни на овој свет бидат наранети, ќе исполнат целта за која дојде Исус? Ајде нема ја да одговорам, али ќе се навратам, што верувам дека можеби Исус се навратил на еден сличен пример и ќе го дадем одговорот. Ајде се навратиме на избавувањето од Египет и не 40 дена, него 40 години од дењето низ пустината, барајќи го ветеното место, барајќи ја ветената земја, каде што Господ лично го хранеше Божиот народ. Му даваше мана од небото. Каде што има силен водач во Мојсей и Јарон, но нема силен однос со нивниот Бог. Дали таа храна 40 години им донесе на Израел просперитет?
им донесе на Израел поблизок однос со нивниот Бог. Или беа толку зајадливи, што не им текнуваше, дори самиот Бог им кажа, јас бе направив обични, а вие ви текнува секакви сплетки. Така да, дали отсуството на глад, или дали снабдувањето на леп во нашиот живот е доволно за тоа ние да живееме плодоносен живот. Тоа ќе го видиме во одговорот на Исус, каде што Исус му вика, напишано е, човекот не ќе живее само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бог. Вау, каков одговор! Каков одговор! Запишан во пророштвата на книгите, запишан негде, каде што бил заборавен, каде што телесното дошло до таа мера да само тоа било важно за евреите. Исус прави пресврт. Не секој, вика, ќе живее само, запамтете го, само од леп, него од секој збор што доаѓа од Божјата уста. На евреите не им помогна многу, што ја 40 години мана од небото. Дури и после тоа ги убиваа и пророците, дури и после тоа го забраваа Бог и се нудеа на други богови, лажни богови. Така да, тука правиме паралела, тука правиме еден заклучок дека не човекот ќе живее само од леп, не човекот ќе живее само од задоволството што си ги пружи во текот на животот. Па ако се помали ќе има лош живот, а ако се поголеми тие задоволства ќе има добар живот. Човекот ќе живее и од Божиот збор што излегува од Божјата уста. Тука сум запишал, тие Божи синови никогаш не ја разбраа поуката која сакаше да им ја предаде Бог. Човекот нема да живее само од леп, туку и од секој збор што излегува од устата на Бог. Божето постоење не е завиткано во храна и задоволување на секоја желба. Човечката основна цел, ова сакам да го слушнете убаво, беше и е да го слушне Божиот збор, да живее преку Божиот збор и да го обожава Бог кој го даде неговиот збор. Знаејќи го ова, Исус прегладнет можеш да му каже фала за твојата нечесна, ако можем да кажем, понуда. Но јас имам друга храна. Вау. Одејќи да го наруши идентитетот и интегритетот на Исус, ѓаволот е проба првата, го осмисли првото прашање. И он е толку лукав понекогаш што гледа како одговара Исус и тогаш сака исто така со писмото да го фати за да може да го прелаже. И знаеме што му вика втор пат. Тогаш вика ѓаволот го одведе во светиот град, го постави на врвот на храмот и му рече: ако си Божи син, фрли се долу. И слушате го, напишано е. И потенцира. Исус се користи со Божјото Слово и сега он се користи. Зошто? Што го познава. Познава формата на Божјото Слово, но не и суштината. Ќе им заповеда на своите ангели за тебе и ќе те носат на раце, за да не си ја удриш ногата на камен. Каде е запишано ова? Ова е запишано во Псалм 91. Псалм што ние многу го пееме.
оној што пребива во заштитата на Бог, ќе одмара во сенката негова. Ајде да прочитаме 91, 11 и 12 стих. А вие ќе се учитате цел. Зашто им заповеда на своите ангели да те чуваат, тука сгреши малку лукавиот. Зашто овдека пишува на сите твои патишта. Вау! На сите твои патишта ќе те носам на раце, за да не се сопнеш на камен. Замислете сликата, имате си представа како стои на највисоко на храмот, на кровот на храмот стоја, каде што одоздола се чувствува мирисот на темјан, што го палат свештениците. Доле ги гледаат сите како ревносно го бараат и се молат Бог. И замислете таа представа, Исус, лукавиот му вика, фрли се, ќе те симнат ангели и ти ќе дојдеш меѓу нив со целата слава. Тоа не е така запишано, но затоа треба да испитуваме, затоа треба да ја отвориме нашата фантазија, не да измислуваме, да влеземе во писмото, за да може да расудуваме, да видиме што точно значи тоа. Што точно сака да му каже лукавиот тука? Што сака да предизвика лукавиот од него? Беше многу лесно. Исус ќе го направеше тоа, ќе имаше таква објава и ќе беше исполнето пророштвото од 91 псалм, ќе слезеше пред толпата народ и сите ќе го славеа него како Бог. Но Исус имаше на многу повозвишена цел, да луѓето ги донесе до таткото. Вика, јас не ве привлекувам кон мене, ве привлекувам кон таткото. Вау! Ново искушение за Исус. Дали да продолжи сите оние 3 години по начин кој и не беа баш лесни, или да влезе така славно меѓу евреите во храмот, но да се ограничи само на евреите. Но ако памтите во Матеј, кога ангелите го најавуваат раѓањето на Христос, кажуваат: ви дојде Спасител за целиот свет. Лукавиот сакаше да го ограничи за евреите. Но затоа во Давид пишува нешто што не го прочитал лукавиот, тоа е дека ќе те заштити и ќе те води на сите твои патишта. Исус тоа го знаеше. Знаеше дека ќе простада на крстот, зашто после тоа го пророкуваше на 3 пати. Но знаеше дека Господ ќе го води на сите негови патишта. Понатаму псалмот кажува дека ќе најдеш на лафи на кобра, ќе ја згазиш змијата. И знаете, овдека е моментот да самите ние, и тоа Исус го дава во неговиот одговор, каде што кажува: а напишано е, не искушувај го Господ твојот Бог. И верувам дека голема полемика е тоа колку ние можеме и требаме да одиме во работите да се докажеме пред луѓето дека веруваме во Бог, и колку да му дозволиме уствари Бог да не докаже дека ние веруваме во Него. Самиот наш израз и начин на живот да го докаже тоа. И знаете дека
ако нешто сме повикани, тоа сме повикани да нашата, тоа го кажав и претходниот пат, вера не биде сопнување за другите, него да биде благослов за другите. И во тој контекст нашето докажување не носи ништо освен вртење на погледот на вниманието кон самите нас. А ние како Исус треба да го прославуваме нашиот Господ. Така да дозволете Бог да ве афирмира. Бог да ве назначува. Дозволете Бог да ви ги исправа вашите патишта. Амин. Така да, тука сум пишал дека да, Бог ќе го чува неговиот син на сите своји патишта, но дали тоа беше патот што Бог го одбра за него? Овој псалм ни кажува дека живеењето со Бог во вера и понизност и заштита од ангелите следуваат додека човекот послушно чекори со него. Ние не сме повикани на слепа послушност на Словото, на слепа послушност на Бог. Ние сме повикани, затоа на почетокот го напомена, треба да знаеме кои сме и што сме, за да можеме да чекориме. Ние сме повикани да знаеме со кого си имаме работа, да го искусуваме Бог од најблиско и да кажеме да, ние сме послушни на тоа. Верувате, кога отидов првиот ден во болница, сакам да направам една паралела со тоа што значеше во мојот живот во одреден период и тоа колку силно делуваше да тоа знаеш кој си и што си. Првите саат-два имав се створи една така мала паника во мене од сите тие нешта што ги видовме, нели, со луѓето со ковидот, од сите тие смртни случаеви и човек не е имун на сето тоа. Не е имун како што и Исус не беше имун, така да и Он не е имун на сето тоа и самиот човек, така да и ја не бев имун на сето тоа. Но верувате, и тука прво што ми проработи беше здравиот разум. Кога ме ставија во болничката соба, ме ставија во соба број 5. О, викам, Господи, ова е Твое дело. 5 е бројот на благодат. Следно што го увидов беше погледот на крстот. Да, викам, татко, ти си ги завршил сите работи на крстот. И моето исцеление е во тебе и во твојот крст. И така да, одма го уклучувате, зашто самиот Петар кажува дека јас ви зборувам на вашите здрави разуми. Кога беше опцијата да го тргнеме нашиот здрав разум? Верата не го заобиколува нашиот здрав разум. Го вклучува во незиното делување. Уклучувајќи го здравиот разум, можам да размислам, окей, ќе примам нешто за смирување, ќе станам, ќе бидам многу подруг. И тогаш почна да делува верата во мене. Почна да делува се она што Господ пред тоа го оствари во мојот живот. И неколку работи беа значајни. Чекај, кој сум јас? Јас сум син Божи. Ови го кажувам буквално. Што се одвиваше во моите мисли? Чекај, Господ има пророштва за мене. Има патишта за мене. И јас сум во неговиот пат. И викам, Илија, охрабри се, ова ќе го поминеш, нешто ќе го поминеш, ќе бидеш благослов и за тие во собите. И така и бинна. И за саат време, кога дојдоа да ми ставаат таа инфузија, сака да ми стават и нешто смирување, ја ми реков, јас сум супер. Веќе не ми треба. И од тој ден бев сведоштво за многумина таму. Ова не го кажувам во фалба, не го кажувам буквално во охрабрување на тоа што се случи и како, кога ќе се навратиме на тоа што е Господ и кој сме ние во неговиот живот, ќе ни оствари победа во нашиот живот. Тоа го направи Исус во овој случај. Јавол не се откажува и по трет пат му оди и му вика,
и го носи на највисоката гора, таму што била, и му вика, ги гледаш ли сите овие царства? Сите вика ми припаѓаат мене и можам да ти ги дадам и да бидеш со голема слава. Но ќе ти го дадам се това, само ако се поклониш на мене. Замислете, стојат на гората и ги гледаат Персија, ги гледаат Римското царство, ги гледаат Индија со сите династии, го гледаат Александар Македонски со Македонското царство. И лукавиот му вика, можам да ти го дадам сето ова, само поклони ми се мене. Исус тука знаејќи зашто дојде, знаејќи што беше објавата, кога он се крштеваше, му вика, на Господ твојот Бог ќе му се поклонуваш и само нему ќе му служиш. Исус не го привлекува ни едно царство, зашто он го меша најголемото. Он го има Божјото царство. Затоа ни за момент не се поколева дека сите овие царства може да го направат него поголем цар од тоа што е.